до куќата на имотот. Зошто дојде овој човек? Дозна ли нешто? Само крвна одмазда ни фалеше, Аслан. Сега и со тоа ли ќе се занимаваме? Девојче, замолчи малку, каква крвна одмазда? Му го убивме синот на човекот, зар дојде тука да подари часовник? Лейла, престани да зборуваш глупости, зидовите имаат уши, немој да ме излудуваш, те молам. Повторно станавме мафија, нели? Доста! Доста! Главата тапан ми ја направивте! Видете, од овој момент не сакам ни еден збор повеќе на таа тема да чуем. Сите во своите соби, ајде веднаш. Ајде, ти остани овде, сакам да разговарам со тебе. Ајде. Ајде. Добро те слушам, кажи. Го видели како ме гледаше? Не знам, ме гледаше како да знае се. Јамур, ама тој не знае ништо. Доста веќе затворија темава, ајде. Точно. Ако знаеше, ќе ме застрелаше со пиштолот, така? Јамур, те молам, остави ја оваа тема веќе. Како да ја оставам, сестро? Кажи ми како да ја оставам? Дали ова што го живееме е нормално? Како толку брзо се навикна на сето ова? Што да направам, Јамур? Да седнам и да плачам? Ке се реши се тогаш. Како да е наша вина. Точно. Моја е вината, сестро, нели? Моја е вината. Во право си, нели е моја вина, сестро? Јамур, ама не мислев на тоа така. А што мислеше? Сестро, се плашам како нормален човек. Јамур, добро душо, добро смири се. Да ја затвориме темава, добро? Ништо не се случи и ништо нема да се случи. Се ќе биде во ред. Аслан ке среди се, не грижи се. Госпоѓо Сехер, дали сте добра? Хулја. Остави ја девојката на мир. Госпоѓо Сехер, јас сум вашата снаа, Дивин. Госпоѓо Сехер, да ве придружувам до вашата соба? Безобразна една. Погледни го тој твој покоен сопруг на тој зид. Погледни го Јусуф Сојкан, човекот што убивал со голи раце. А потоа погледни го синот. Синот кој 5 години се бори никој во ова семејство да не заврши како што заврши татко му. Кажи ми колку пати лично јас те имам предупредено да не се мешаш во моите работи. Не еднаш, не 5, не 10 пати. Ама не успеав да те натерам да ме слушаш. Понекогаш посакувам никој да немав на овој свет, да бев сам, ќе застанев пред Илјас и ќе му кажев јас лично го убив твојот нечесен син, јас бев тој, јас го убив. Ама ете, не сум сам затоа што моето семејство е овде. Сега се сети на семејството, нели? Ете тебе, толку ти треба за да ме изнервираш. Толку ти треба точно. А знаеш што значи ова овде? Ова овде значи без дна. И не ми го прави тоа, немој да го пушташ. Аслан од кафезот, немој. Колку пати треба да ти кажам? Ова приказна за сите лошо ќе заврши, не само за мене. А како почна сето ова, а? Зошто денес дојде Илија скоро заде, кажи ми? Затоа што ти направи погрешен брак. Мораш што побрзо да се разведеш од оваа жена. И самиот многу добро го знаеш тоа. Види, нема повторно да те предупредувам. Од овој момент нема да кажеш ниту еден збор за мојот брак. Дали сум јасен?
Аслан, Девин, добро е, се во ред, те предупредувам он напред, јас го држам ова под контрола. Те молам, не сакам повеќе никогаш да го чујам името Илјас во овако. мислиш дека станав сојкан? Зошто се чувствуваш така? Дали сум на терапија во моментов? Добро си или? Не знам. Кога дојде овој човек, јас се суочив со него, а требаше да се исплашам како сите нормални луѓе што се плашат од нешто. И? Не се исплашив. Што почувствува? Сила. Чичкуљас, дај ми мене. Мене дај ми чичкуљас, и мене, јас сакам. Добре дојде. Чичкуљас, јас Донесе сакам. радост. Донесе радост. Добре дојде чичкуљас. Доста. Бато Илјас, добре дојде дома. Вие повикавте, а ние дојдовме. Што се случува сега? Ајде да зборуваме. Добре дојде, синко. Благодарам, мајко. Еве сега. Те боли ли душа? Зошто дојде Илјас? Бабо, ти сите ги заборави, ама Илјас го паметиш, така? Хуља, Да, мајко. Хуља, чувствувам дека Јусуф ќе се врати дома овие денови, наскоро ќе дојде. Не требаше да ја правиме обрежната свадба додека го нема. Да. Бабичке, бабо, Девин ти е с нас, се сеќаваш? А? Ма, ајде ти се молам. Што е? Телефонски повик. Добар ден. И јас очекував да ми се јавиш. Јадеше ли, Аслане? Што има? Рече кога сакам и каде сакам, нели? Дојди кај мајка ми за еден час. Готви нешто. Ајде, дојди да јадеме заедно. Добро. Ќе јадеме. Кој беше? Работно. Ако ми дозволите, Да дојдам јас со тебе, ќе одам во канцеларијата. Да си поминете убаво. Ти благодариме. Фала.
Довидуваме. На здравје на сите. Аслан, дали си добра? Кој беше? Ќе одам на работа? До Волта ќе одам. Што е ова? Звучи како збогување. Само се поздравувам со тебе. Ќе одам на работа, инаку нека остане Екрем со тебе, важи? Добра. Каде одиме, Аслан? Одиме кај Илјас. Ме покани во куќата на мајка му да јадеме. Информирај го Ферхад нека го земе оклопното возило и нека се позиционира на почетокот на таа улица. Да го викнам Еко, Чичо? Не го викај. А зошто? Мислиш дека може би за тоа што го уби Серхат? Аха. Ајде, пријатно. Джейлан, ти вчера каде беше, кажи ми? Не разбирам како тоа каде? После школото го прати Казим дома. Отиде на фризер, шопинг, такси, беше повикано преку апликации, затоа прашувам. Мама, пак ли ме ги проверуваш сметките? Ти реков да не го правиш тоа, немој. Ке ги проверувам, да. Што правиш, што криеш, секој да знам да знаеш. Само чекај, скоро е време. Почекај, ќе видиш. Господин Ибрахим дојде во ресторанот. Стави ми камера на глава, гледај што правам цел ден, веќе ми е преку глава. Само уште малку и ќе полудам, веќе ми е преку глава. Джейлан, што беше тоа што го испушти? Што правам цел ден, веќе ми е преку глава. Само уште малку и ќе полудам. Колку си лута, Бамби, смири се, важи. Знаеш дека можеш да ми кажеш се, нели? Што се случи помеѓу тебе и Еко? Има ли нешто ново? Не. Не заврши. Така беше најдобро. Ние сме навистина од различни светови. Чичо, може ли некој да ми објасни што е со оризот и со гравот? Татко му многу ја малтретирал мајка му. Пиел и ја тепал многу. Еден ден дошол дома пиен. Мајка му сготвила ориз и грав. И тој почнал да вика, да ја тепа. Проклето, зошто нема туршија покрај ова, викал. Илјас тогаш имал 13 или 14 години. Му го забодел ножот право во срце, да знаеш. Тоа е целата приказна. А ако има граф, има проблем. Точно. Ако има проблем, ќе видиме. Престанете со приказните веднаш. Застани. Тргни раката да не ти ја исечам, престани. Пушти го, Гекхан. Аслан мене ми е како внук. Или грешам? Ајде, влези. Ќе запреш колата десно и јас ќе возам. Ти возиш и јас седам како да сум на излет.
Екрем, ти и ја му раскинавте? Раскинавме. Зошто? Ние сме од различни светови. Таа така рече. Јас сега дознав. Ти не си ја осудил Јамур поради незиното минато, така? Затоа што ти не си таков човек. Не знao. Не е тоа поентата. На мајка Хулија тој кажав. Јас не сум таков. Мајка Хулија? Каква врска има тоа сега? Никаква. Само бидејќи кажав. И тебе ти кажав. Таа дојде зборуваше со тебе, така? Ти ја наполни главата? Не знao, се колнам. Нема врска со тоа. Дојде и ти одржа една голема лекција за моралните вредности на Јамур, така ли е, Екрем? Затоа што таа е побела од бело. Па потоа се скаравте и раскинавте. Кажи ми, така ли е? Повели, мамо. Девин дојди дома, веднаш дојди, Кирко. Што се случува? Те чекам сега. Што правиш? Каде ги носиш моите работи? Не се меше, ајде заборави, остави ја таму, ајде, не се меше. Девин. Ајде, остави. Мамо, што е, татко ми ли е таму? Девин, дојди дома. Дојди. Добро. Ај, Господе Боже, не ми се верува, ова никако да заврши. Јас навистина не знам. Ајде, помини. Тетка Кимет не е дома? Тука е. 50 години не сум ја изнел од овде. Ни чиниите не сум ги сменил. Во кујна е. Таа знаеш дека никому не дава да готви. Мојот Аслан нека јаде свежо, рече. Топло јадење. Тетка Кимет? Што се случува? Рече дека има проблем. Се јави и дојдов, еве сум. Проблемот е длабок, Аслане. Проблемот е мојот син. Ти и Серхат се сметавте за браќа, грешам ли? Грешиш. Да бидам искрен пред тебе, Серхат, никогаш не сум го сакал. Каков безобразник сакаш од мене? Каков низок човек си? Што Аман, да правам доста е. сега? Кажи ми, каде да одам сега? Каде ќе одиш, а? Што ќе правиш сега? Кажи ми. Каде ќе одиш, ке ќеркати ли? Еве, куќата е празна, нели? Еве, а тука е ќеркати. Дојде. Што се случува повторно? А? Ништо страшно, мајка ти ја напушта куќата. Какво напуштање? Чекај малку, зошто? Дај ми го документот. Еве, види го ова. Еве. Мамо, дали си подпишала документ за иселување? Не знаев. Многу ми требаа пари. Рече дека ќе ми даде ако подпишам, не знаев. Навистина не го прочитав. Боже, навистина искористи болеста на оваа жена за да ја натраш да подпиша? Деви, немој така, те молам. Оваа куќа е за продажба. Добро, завршено е. Каква болест? Секогаш ја вадиш таа карта кога не ти оди. Ти ме разболе мене, всушност, ти ме разболе.
Гледај, се трудам да останам смирена. Денес е убав денот, еве сонце има. Те молам, немој да продолжуваш. Ајде, Девин, ајде те молам, земи ја мајка ти и оди си. Ајде, одете, излезете тајде Зборувај овде. пристојно со мајка ми, разбра? Гледај ме вамо, еј, само што тоа фали, да го удриш татко ти. Добро, Кога ќе го направиш? добро, во рете, нема проблем. Добро. Добро. Нема да ја допреш оваа куќа. Добро ли? Веќе ја допрев, Девин. Готово. Добро, готово Ке се справам со тебе, господине Ергин. Ке се справам така што нема да можеш да замислиш што ти е. Од маштија, ти си научила мафијашки говор. Си станала сојкан, така? Навистина, браво. Справувај се со мене до крај, ама слушни ме добро. Оваа куќа не е како куќите на сојканови. Знаеш ли зошто? Затоа што оваа куќа е изградена со честна работа, со труд е изградена. Ова не е во ред. Ајде, земи се адвокат и оди, ајде. Повели. Ајде, вие не гледате, нема ништо, продолжете. Боже, што ќе правам? Куќата ми ја нема, мирот ми го нема, се е готово. Боже, што ќе правам? Што да правам? Еко, најди автомобил и работите на мајка ми, спрати ги во мојата куќа во Мода, добро? Во ред, Снао. Ти благодарам. Мамичке, ајде подготви се, земи ги работите, одиме. Каде одиме? Во куќата на село. Серхат е исчезнат. Испратени се неколку пораки од Тајланд, ама јас го познавам него. Тој не е храбар. Како мислиш? Ако на едно место има работа, има договори, тој не може така едноставно да замине и да исчезне од таму. Се плаши од мене. Нешто му се случило. Тоа е јасно. И адвокатот е исчезнат. Суат. Кога го склучивме последниот договор, рече ќе се јави за 10 минути. Ама исчезна. И? Исто така се јави Ати. Не знаеше ништо за Серхат. Само ми рече дека нешто се случува тука, бато. Зарем ти немаше да дојдеш? Ете затоа дојдов. Многу ти благодарам, мајко Кимет. Прошај ме што и да сакаш да ме прошаш. Прошај ме, јас го имам одговорот слободно. Одамна научив дека само со прашања не се добиваат одговори, Аслане. Веќе 50 години во оваа работа. Тоа е единственото нешто што ме научи татко ми. Тој беше алкохоличар. Ракија пиеше. Секогаш пиеше и ја тепаше мојата мајка. Еден ден застанав пред него. Го прашав како маж: ќе продолжиш ли да пиеш ракија и да ја тепаш мајка ми? Не, рече. Го одржа зборот додека не го виде шишето. Една вечер дојде дома
Многу пијан. И повторно ја претепа мајка ми. Гледаш, токму тука му го забодев ножот во срцето. Види вамо. Овој нож. Тој ден престанав да поставувам прашања. Ајде, стигна јадењето. Ајде да јадеме тогаш. Гравот на мајка ми е одличен. Повели. Аслане, ти ја чистиш работата. Сега е безсмислено да ти поставувам прашања. Ти ми беше во раце од раѓање. Ете тоа е уште една добра приказна, нели? Ке ти раскажам кога ќе дојде време. Сега се погледнавме во очи. Тоа ми е доволно. Да уживаме тогаш. Да уживаме, ајде. Чувај се, Аслане. Биди внимателен. Ти благодарам. Чичо, адвокатот и неговата сопруга не се пронајдени. И двајцата се исчезнати. Очекувано беше. Чичо, што мислиш за ова? Што и да се случило на Серхат, се случило или поради пари, или поради жени. Те молам, истражи малку, со кои жени се движел во последно време. Чичо, каде одиме сега, а? Да се сретнеме со Ати. Што направи повторно, а? Овој човек со сомнителен бизнис го вовлече Илјас и му се јави од Романија. Еден одличен бизнис беше тоа. Изгледаше како да ќе се оствари, ама да не беше оној идиот Ибо што го уби адвокатот, ќе средевме. Има некој предавник, воспротивно тој не би го нашол адвокатот. Почекај, ќе му дојде редот и него. Чекај, јас сам мислам... Колку и да се обидувам да се воздржам, тие буквално насилно ме туркаат внатре, заедно се обидуваат да ме претворат во мојот татко. Ама нема да дозволам. Нема да бидам таков. Како тоа? Заборави на тоа. Сакам развод. Ти се шегуваш? Ова е шега. Не е шега. Лела,
Ако е поради она прашање со долгови пред неколку дена? Тоа беше последната капка, Толга. Најмалку станува збор за пари. Не ти велам нешто што ти не го знаеш. Зарем, нели си уморен да се преправаш со години? Еве твојата шанса. Зошто се смееш, Толга? На што се смееш? Шанса, велиш. Дали твојата мајка знае за оваа шанса? Што зборуваш ти? Лела, те молам, жити Бога, па ти можеш да се разведеш од мене, нели, а? Мислиш дека твојата мајка би го дозволила тоа? Погледни ме. Јас тебе те ценев, те поставив пред себе, се обидувам да ти зборувам. Сакам да се разведеме. Во ред ли? Ќе кажам на мајка ми и на сите во најсоодветно време. Кажи, ајде, какви убави шеги се ова? Лела, ајде те молам, жити Бога. Ке кажеш, нели? Се чувствувам целосно исцрпена. Се разбира. Ќе зборуваме кога ќе стигнеме. Дали се јави на Јамор зова? Не, само тебе те повикав. Ало, Јамор? Да, сестра? Дали господја Хулија е дома? Не, се уште не е пристигната. Добро, доаѓаме натаму заедно со мама. Со мајка ми? Зошто доаѓа? Што да правам, Јамор? Бездомна сум. Требаше да останам на улица. Како стана бездомна? Овој човек што е твојот татко, се ми се случува поради него. Добро, ајде во ред, ќе разговараме кога ќе дојдеме. Исклучи Јамор. Се разбира. Ќе зборуваме кога ќе стигнеме. Дали Јамор некогаш мисли на мајка си, а? Чекај, зошто Јамор живее со тебе во селската куќа? Затоа што мораше така да биде. Што значи мораше? Ај, мамо, повторно почна со вечните прашања. Добро, ништо не прашувам. Зарем не го земав карминот? Ај, Господе. Еве го. Му благодарам на Бога. Извинете, ќе мора да излезете. Благодарам. И вие исто. Што има, Хулија? Ке ти поставам едно прашање, Ибо. Прашај две, ако сакаш, нема да ми наштети. Дали сопругата на адвокатот е жива? Раката пак ти затрепери како и пред многу години, нели? Не ја уби. Се исплаши, нели? Доста е, Хулија. Ме караш како да сум дете. Тогаш биди маш и одговори ми како што треба. Не сум убил. Добро. Не сум убил. Јас не сум човек што убива жени. Правам секакви лоши и валкани работи, ама жени не убивам. Јас не сум Јусуф Сојкан. Не. Требаше да купиме подарок. Мамо, на целото брзање ти сепак си стави црвен кармин. Дали воопшто знам што правам, Девин? Ергун. Погледни во каква состојба ме доведе на овие години. Не грижи се, ништо нема да ѝ се случи на куќата. Како ништо? Адвокатот кажа многу работи пред да дојдеш. Ги изгубив сите правни права. Тие патишта се затворени. Добро, тогаш ние ќе најдеме други начини. Кој сме ние, Девин? Како зборуваш вака? Што ти се случува? Што ќе биде сега, Ибо? Ке избие војна, ке избие. Нема да има војна.
Тоа нема врска со таа жена. Таа е преплашена. Нема сила, ниту волја да му каже нешто на било кого. Каде е таа жена? Каде е? Тоа не е твоја работа. Таа жена нема да умре, Хулија. Ибо, дали си полудел ти, човеку? Не свеќаш ли во каква неволја не донесе оваа жена? Ако почне војна, Илијас нема да дојде на порта само со пиштол во рака. Со тајната што ја знае, ќе го уништи целото семејство. Така ли го штитиш семејството ти? Хулија, смири се. Многу добро знам како се штити семејство. Презедов мерки. Немој да се грижиш ти. Оваа жена нема да проговори. Ништо нема да проговори. Господја Девин ја донесе мајка си на фармата, господјо Хулија. За да поверувам во сето ова, морам да ја погледнам во очи на таа жена. Нема да ја пуштите никаде додека не ви се јавам. Во ред. Нема да ја пуштиме. Ќе дојдеш и ќе ја погледнеш во очи. Ајде се гледаме. А ти? Аслан, добре дојде, те чекав. На погрешна станица. А што ако влезеш? Не разбирам зашто си лут, Аслан. Ова го научив од тебе. Ти го кажа, не помниш. Ако на крајот нема или, реченицата е без насока. Сега е време да сојкам да седне во скутот на Ати. Во спротивно, Илјас ке дознае дека ти го уби син му. Како е? Илјас може и да дознае, ама ти си најлошиот ученик што го имам видено во животот, знаеш? Ништо не учиш во животот. Види, затоа или да има тежина, оној што зборува не смее да биде без насока, ме разбираш ли? Малку е збунувачки, успеваш да го сватиш некако? Разбрав. Ова се празни зборови, Аслан. Да преминеме на главното. Прво, ќе го повлечеш чичкото од каналот. Добро. Второ, ќе ја платиш сумата што е напишана на салфетката за штетата на мојот канал. Трето, нема да дојдеш во мојата куќа. Добро? Види, мојот татко беше човек што убиваше со голи раце. Го разбираш тоа, ме нарече Аслан. Лав. И голем товар е да го носам тоа име на мојот грб. Затоа јас се обидувам да го држам тој лав во кафез, да биде и тешко ми е, верувај ми. Навистина ми е многу тешко. Не сакам да личам на мојот татко. Зошто имаш потреба постојано да ја чепкаш вратата на тој кафез, кажи ми? Види, јас ти велам дека сум гладен. Гладен сум, верувај ми. Види, прегладен сум и почнувам да те гледам како Елен, така те гледам пред мене. Немој да го правиш ова, немој, инаку... Инаку што? Аслан. Инаку? Инаку... Една ноќ овој лав ќе излезе од кафезот, ќе влезе овде во оваа шума, ќе го најде тој Елен, ќе го фати вака со рацете и ќе го скрши на парчиња. Еден постар човек од неодамна ми рече дека со прашања не се добиваат одговори. Сега јас тебе ти поставувам прашање. Дали ме разбра или не ме разбра?
Планот на снаати за сега е променет. Работата со сувата е откажана. Прстот го имаме или се уште? Да, Чичо, во фрижидере. Тоа остана така откако немаше вести. Одлично. Ќе направиме Ати да биде задушен од Илјас. Како ќе го направиме тоа? Ати е тој што го повика Илјас, нели? Тој што го намами да дојде. Да, така рече Илјас. Виновникот секогаш прв изразува сочувство на погреб. Илјас тоа многу добро го знае. Тој веќе одлично ја знае врската помеѓу Ати и Серхат. И двајцата имаат слабости, и двајцата се зависници. Ме разбирате? Ако половина од сомнежот е насочен кон нас, другата половина е кон Ати. Сега ќе истражите врската меѓу Серхат и Ати до крај и ќе видите се до најситен детаљ. И потоа ќе постапиме според резултатите. Само едно е јасно. Ати ќе умре. Што правиш? Ај, полека, полека. Извини. Џихан, Што е ова? Што е? Што е? Сакаш да направиш дете со мене и вака да станеш сојкана? Тоа ли е? Зошто сите околу мене прават планови и испланирани работи? Зар не може да се живее спонтано, а? Секогаш мора да има план. Не може ли поинаку, а што е? спомен фотографија. Кажи пак, те молам. Спомен фотографија. Твоја и моја. Спомен што можеме да го оставиме на светов. Ако сакаш, можеме и да го уништиме како сите убави нешта. Одлуката е твоја. Подготвена сум да бидам твој соучесник. Ајцел, кои сме ние? Кои сме ние? Кои сме ние да му оставиме спомени на овој свет? Да не сме од голема вредност, а? Зошто да оставаме спомен? Спомени. За ова ќе зборуваме утре. Добро, Чагри, добро. Ќе разговарам со господин Аслан и ќе ти известам. Што има? Чагри вели дека му треба нова фирма за перење пари од казино бизнисот. Па што не му каже дека старата ја има? Не. Вели дека се потребни нови две фирми, една во странство и една овде. Кога сумата е голема и ризикот е голем, и тога што да правиме? Те прашувам, чека одговор. Добро, јас и Чагри ќе го средиме тоа. Господја Сехер денес беше многу мирна, машала, само седеше тивко. Последниве денови е прилично добра. Вели дека татко ми ќе дојде повторно. Да, разговарав со професорот. Само да знаеш, ќе те повикаат за да го испланираат третманот со гама-нож. И Лейла, навистина ми е жал за оној ден. Навистина, развод или слично, тоа не беше нешто во што сакав да се мешам јас. Ама ти беше во право. Во се што кажа. Одлучив да се разведам. Како го прифати семејството тоа? Толга воопшто не се ни вознемири. Се уште не сум ми кажала на мајка ми, ниту на семејството искрено. Не знам ни како да го кажам тоа. Уште од самиот почеток беше голема грешка. Добар ден, господјо Хулија.
Што се случува? Ќе разговараме вечерва. Нема прашања, слушај, нема прашања. Нема прашања, сине, имаме гости. Какви гости, кои се дојдени? Твојата сакана тешта. И? Не ни беше доволна сестра и ќе се грижиме за целото нивно семејство. Господе, дај ми трпение, само те молам. Ми ги остави сите работи пред вратата. Госпоѓо Хулија. Драга Неше? Добре дојде, како си? Воопшто не сум добра. Што се случи, господјо Неше? Ергун повторно го направи истото. Што е, господјо Неше, што се случи? Мамичке, те молам само накратко, без детали. Ја искористи мојата состојба, дојде со документ за иселување и ме натера да го потпишам. Се разбира, не се сеќавам што било тоа. Денес дојдоа и ги изнесува сите мои работи пред вратата. Девин се погрижи за мене, ама не би сакала да создадам непријатност. Не, никако добре дојдовте, ова и ваш дом се разбира. Можете веднаш да се сместите во вашата соба, ако сакате, одморете се малку пред вечерата и легнете малку во ред, може? Сине мој. Вистина е, вака се прави добар брак. Фала му на Бога. Прекрасен, те му совршен. Погледни ги моите деца. Намести ја вака, Керко. Девин, има ли нешто во оваа куќа во која што треба да се вмешам јас? Не, јас ке се справам. Само ми треба Тургут. Дали е тука? Слободен е, да, се во ред. разбира. Види, вчера ми кажа нешто и ми стои во главата. Кога еднаш сојкан, ќе ти влезе во вените, тој е насекаде околу тебе, внимавај. Ќе го застрелам татко ми, Аслан. Нема друг начин. Не биди смешан, само ќе побарам малку помош. Не грижи се, јас ќе го средам тоа. Снашке, зошто не го погодиме во стапало директно? Не може, Тургут. Ајде погоди, зошто? Ама можно е, секондам ќе биде одлично, загарантирано ќе ја напушти куќата. Тургут, те молам, најди ги тие записи. Јас ќе се погрижам за останатото, ајде. Ама те молам сега да го погодиме. Тургут. Снашке, јас не сакам договори и хартии. Тоа се работи за мајка Хулија. Ние сме повеќе од акција, ние сме луѓе што удираат прво. Ајде, Тургут, можеш да го направиш ти ова. Ти верувам, добро? Ајде, чекам да ми се јавиш. Леле, колку убава кошула имаш. Имаш вакви 100, многу убаво ти стојат. Снашке, а прво убаво да го истепаме, а? Ајде, Тургут, ти можеш се. Ти благодарам многу. Добро, ќе чекам до вечер. Го најдовме скривалиштето на Ати и на Серхат, пријателе. Серхат неодамна го нападнал каналот на Ати и ќе ги добиеме неговите записи. Ескоч, ово Илјас го има гохан покрај себе. Да го истепаме и него. Што ти е тебе, бе, пријателе? Акција сакам, Искоч, акција сакам, јасно? Ќе се изнервирам сам со себе си, ќе се изнервирам вака.